Во ова издание, светот на чекор од пандемија, драконските мерки дадоа резултат во Кина. Се повеќе земји воведуваат забрани и ограничувања. Супер вторник број 2, прелиминарни избори во 6 сојузни држави. Во анкетите Сандерс заостанува зад Бајден. Од неонацист до борец против омраза, животниот пат на поранешен член Добро вечер, ова е Гласот на Америка, јас сум Никола Крстик. Бројот на нови случаи на коронавирус во Кина се намалува, додека во Италија и во другите делови од светот расте. Светските берзи почнаа да закрепнуваат по катастрофалното понеделничко тргување, но цената на сировата нафта е на најниското ниво од 1991 година. Почуваме со вестите. Кинескиот председател Си Џинпинг го посети градот Вухан за прв пат откако областа стана епицентар на епидемијата на коронавирус. Пекинг информираше за 19 нови случаи, што е продолжување на трендот за намалување на бројот на инфекции во Кина, додека вирусот во другите делови од светот се шири побрзо. Околу 70% од заразените овде веќе оздравеа. Дел од одговорот на Кина беше затворање на големи области од земјата во обид да се спречи ширењето на вирусот при големи собири или при патувања. Италија сега ја откако оваа земја стана еден од најголемите центри на епидемијата надвор од Кина со 9000 случаи и 450 починати. Првиот човек на Светската здравствена организација порача дека коронавирусот е распространет во толку многу држави што заканата од пандемија е многу реална. Супер вторник број 2 или денот кога се одредуваат уште 350 делегати во трката за председателска номинација на Демократската партија. Анкетите покажуваат дека Сандерс заостанува зад Бајден. Џим Мелон јавува. Џо Бајден се надева дека ќе го одржи неговото водство во демократската трка за председател. Навистина верувам дека создадовме момент и движење поддржани од базата на Демократската партија. Ова движење ќе го победи Доналд Трамп, ќе ја врати душата на нацијата. Бајден доби јавна поддршка од уште двајца поранешни ривали, сенаторите од Њу Џерси и Калифорнија, Кори Букер и Камала Харис. Сандерс пак за време на кампањата во Мичиген ја истакна поддршката од лидерот за граѓански права Джеси Џексон. Браќи и сестри, ајде да победиме да освоиме демократската номинација, да го поразиме Трамп, да ја трансформираме државата. Пресвртницата во кампањата на Бајден на изборите минатата недела го привлече вниманието на председателот Доналд Трамп. Очекував дека ќе бидам во трка против Сандерс, но мислам дека ќе му биде тешко да се поврати. Бајден тогаш освои 10 од изборите во 14 сојузни држави, со што целосно ја промени демократската трка, изјави аналитичарот Лери Сабато. Бајден успеа да ги изненади сите, победувајќи со голема разлика на примарните избори во многу држави. Неговиот успех беше причина поранешниот градоначалник на Њу Јорк Мајк Блумберг и сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен да излезат од трката. Најголема шанса за Сандерс да се поврати се денешните примарни избори во Мичиген, Ајдахо, Мисисипи, Мисури и во Вашингтон, како и на демократскиот кокус во Северна Дакота. Коронавирусот сериозно удри на светската економија, особено на туризмот. Овој сектор во Северна Македонија и досега се соочуваше со проблеми и остваруваше слаби резултати. Експертите сметаат дека причина се политичките и безбедносните кризи со кои се соочи земјата изминатиот период. Мики Трајковски јавува од Охрид. И покри приходите кај Охрид на годишно ниво ги остварува туризмот, кои се проценуваат помеѓу 150 и 170 милиони долари. Најголемиот туристички центар во Македонија во последните речиси 2 децении претрпел и огромни загуби. Анализата за влијанието на туризмот врз локалната економија, која изработи Факултетот за туризам, покажува дека во периодот од 2000 до 2017 година по овој основ туристичкиот сектор изгубил 3 милиарди долари наспроти генерираните 2 милиарди. Тоа е една сериозна сума ако се земе тука предвид и они индиректни ефекти или обртот кој што може да настане во националната економија. Значи ние требаше да имаме околу 5 милиарди вкупно во овој период, да имаме 2. Во овој период имаме околу, ако не се лажам,
дека ги праши тие анализи околу 11 милиони ноќевања загуба. Професорите велат дека некои од причините за ваквата поразителна статистика треба да се гледат и во неекономските фактори. Имавме политички превирања во Република Македонија. Имавме дури и појави на воени судири на овој простор, така што сите тие компоненти укажуваат на тоа дека можеше повеќе да се направи ако отсуствуваа овие фактори, кои се од екстерен карактер. Но хотелерите не се согласни целосно со овие тврдења. Велат дека охридскиот туризам бележи континуиран напредок и оти за регионот има се поголем интерес од нови пазари. Меѓутоа, лично јас не би се сложил. Од април веќе капацитетите се навистина сериозно закупени и има голем интерес и од домашните и од странските туристи. Пример да се земе квартал јануар, април, нормално дека тука има пад. Меѓутоа до април месец, понатака да се направи едно истражување по соцувачките капацитети и ќе се увиде дека навистина дека има зголемување. Професорот Мариновски вели дека овие резултати не значат дека хотелерите не се ангажирале доволно или дека туристичката политика не била добро поставена. Се предлагаат мерки како што е зголемување на субвенциите за привлекување на повеќе туристи. Според истражувањата, туризмот во моментов учествува со само 1,4% во вкупниот БДП. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Директорот на FBI Кристофер Реј неодамна рече дека борбата против насилниот екстремизам, мотивиран од расна или од етничка нетрпеливост, е приоритет на највисоко ниво, како што е ИСИС. Овие групи користат слична тактика на регрутирање, вели поранешен член. Известува Милар сега. Кристијан Пичолини е експерт за омраза. Во 1987-та бев регрутиран во првата американска неонацистичка група на скинхедс. Сведочењето на Пичолини во Конгресот во 2019 година беше последниот чекор во неговата трансформација, што започнала како незадоволен тинејџер од вредно имигрантско семејство. Трагав по чувство за идентитет, заедница, цел. Бев на маргините, главно малтретиран изминатите 14 години, најдосмисла на тие маргини. Еден ден, додека пушев џоинт, еден човек ми ја тргна цигарата од уста, ме погледна во очи и рече дека тоа е она што комунистите и евреите сакаат да го правите за да ве држат послушни. Ниту знаев кои се комунисти, ниту се сеќавам дека сум сретнал евреин, а уште помалку разбрав што сака да ми каже. Но за прв пат во мојот живот почувствував дека некој всушност ме виде, ме вклучи. Со движењето останал 8 години. Во 1995-та основав музичка продавница за да продавам расистичка музика која што ја увезував и ја правев. Но во продавницата продавав различен вид музика, панк рок, хип-хоп и хеви метал. И почнав да среќавам луѓе кои беа црни, евреи или пак геј. За прв пат имав позначена интеракција со нив. Почнав да чувствувам промени. Демонското во мене почна да се бори со човечкото. Благодарен сум им на тие луѓе кои знаеа кои сум и сепак ми пристапија човечки во време кога најмалку заслужував. Тоа беше најмокниот момент на мојата трансформација. Пичолини има напишано неколку книги за своето патување и за организацијата наречена Слободни радикали, за да им укаже на младите дека има подобри опции од екстремизмот. Она што го гледам со белиот национализам денес е многу слично на она што го видов во раните денови на Ал-Каида или ИСИС. Пропагандната тактика е иста, регрутирањето е многу слично. Употребата на високо квалитетни маркетинг видеа што покажуваат надеж за слава ако се вклучите во борбата. Тој вели дека се обидува да биде личноста која би сакал да му пришла на 14 годишниот Кристијан Пичолини пред многу години. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Никола Крстик. Најновите информации на нашата интернет страница glaснaamerika.com и секако на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон.